Добар ден, Викса. Здраво, живо. Како си? Да ти кажам, топличко е, надвор е ладно, па ја верувам дека сум добар. Денес се гледам добар. А да не ти е роден ден денеска? Денес не ми е роден ден ќе ми биде пред да се распуштат дечкиве што учат. Имам многу добар датум на роден ден, роден сум на 9 јуни. Ја да бидам прв што ќе ти го честита роден денот, а може ќе ти сеам тоаш во радио емисијата што ја водиш секое сабајле. Сега да ти кажам, малце ме реши, односно тука ако зборуваме за финта, неам контра финта на ова, бидејќи си прв што ми честитал роден ден и сериозно ти го зимам ова као честитка. Ти благодарам, почитувани слушатели, имам големо задоволство да го најавам Виктор Петров, радиоводител, човек кој го слушаме секое сабајле на Радио Сити, додека се подготвувам да одам на работа. Бидејќи сите те знаат како Викса, и ја така ќе ти се обраќам, многу луѓе правиш срекни по сабајле. Кеф ли ти е? Како не е кеф, да ти кажам, нити сум замислувал дека така ќе биде. Малце сум планирал, значи амбиција сум имал да можам некако да си легнам со сите или да станеш со сите. Мислам, ова легнување го зборам во пижама варијанта, значи А да станеш со сите? не сум очекувал дека ќе има волку голема публика. Ова сега искочи како да се правам шизик или не знам како, ама обично гледам да не се занимавам со бројки колку како што. Отивам фатено и аналогно и дигитално време, многу ми се свига време кое што го живееме, ама ќе си разговараме. Ова дигитално? Да. Супер, мислам, како и секоја скала, дигитално како револуција, ако го збориме од претходно, е многу полесно. Да бидам брутално искрен, не сум фан на контактни емисии, но во принцип она што ме тера да те слушам тебе е твојот урбан пристап. Мислам, ретко сте некој да се занимава со различни категории на публика, од најмали до најстари, и да биде секогаш на исто ниво духовит, а да не ја претера. Многу ти е добра забелешката. Види, некогаш па и тогаш, кога мене ме нервира дека се приметува дека се нервирам, јас си се само доживувам од оваа страна на микрофонот, ама многу ти е добра забелешката дека си го приметил. Тоа е, значи, имаш километража пред микрофон. 30 и нешто. Да, спомнавме некои муабети, ми спомна некои места, нема лажга. Тоа што ќе го доживееш во дадено време, уствари се пакува во една тегла која што, како пристап, уствари да ти кажам, јас ова сум го кажал негде, ќе ти го кажам и тебе, дека ја доаѓам да си поминеме добро на радио. Искрено. И уствари го почињам денот после зезањето малце, тоа будењето и така натаму. Решени сме една од стратешките точки која не е дека ни беше тајна, ама ни е многу битна, да некако бидеме понасмејани, и втората најбитна работа е да ако некој е под нулта општо ниво на расположение, го качиме и да не се осеќа непријатно. А се чувствуваш ли како урбана фаца? Па види, делумно се чувствувам, али да ти кажам, монтажен објект у градба сум, знаеш што правам? Сега, не од страф, например, имам направено неколку комбинации имам живеено неколку бранови на урбана легенда, ама ако смеам да зборам вака легенда, го збориме како во наводници, како нели, кога си дел на некој бенд, ти си Здравко Чолич. Со Здравко Чолич има и други што свират околу бас, гитари, светна, и тоа се многу исто интересни луѓе, ама нели сите го памтат тоа. Да ти кажам, уживање, ако знаеш да пливаш, да пливаш. Сега вода е вода, пливање е пливање. Малце ти киднав од тоа што ме праша конкретно, ама добро е кога добро е кога можеш да споделиш нешто и многу луѓе има што го споделуваат. И така некако искача самото, не го мислиме цело. И во колку саат сабајле стануваш? Ја станувам во 5:30. И да ти кажам, и во 7 на микрофон. Во 7 сум на микрофон. Не ги правам вежбиве што се препорачливи да се прават. Пред 10 години почнав да го имам ист тим. И тимот ми дозволува да они кјутат јас зборам. Ама ова не го правам муабет, например, заедно патувам, имам едно ауто. Во автомобилот Елена ми е партнерка за вести, информации и така го делиме. Има повеќе членови во утринската. Јас сум од 7 до 8 будам, па после она улетува со вести, со информации, па пак имаме некои интересни делови, ама тактички, да ти кажам, страшно беше првите 3 недели. Ова те слушам, гледам вести, слушаш, некогаш и ги читаш? Ги читам вестите, некогаш кога колешка не може да стигне, еве ти тајна.
Аха, заради тоа. Дали тоа значи дека не те интересира политика, бидејќи она колку што приметувам бегаш од политиката во твојата Опасно. емисија. Затвараме врата. Меѓутоа се Не сме гледа дека скоро малце скиднати. знае да Ма, провејува види, така. Кога се зизаме по некоја што ти не се издржува. Знаеш како кога ќе видиш нешто смешно и сега ако треба да не се смееш, уште посмешно ти е и во некои случаи дури не е срамота да нарушиш некоја културна тишина. Сега збориме за да не дискутираме дека кај нас има многу смешни работи. Ма да, знаеш што откривам? Како стареам, така откривам дека бев многу загреан за општество и политика. Знаеш, тоа е кога ќе добиеш, например, некоја задача, има некои реченици кои побудуваат нешто што е вградено во тебе и сега не го мислиш. И да пробаш да го одбиеш или да не го одбиваш, да го направиш или да не го направиш, зборам за сам кон себе, онака, нели сите си правиме, си имаме некој voice-over или глас што ни разговара. Добро, дали таргетираш? Ме интересира, едно време малце бев по напнато присатен и гледав малце повеќе следев. Сега гледам дека паѓа бранот, ама такви бранови сум фаќал. Јас имав 18 години во 90-тите. Така да имам фатено еден бран. Овој ми е втор. Викса, ја те Политички. немам видено на телевизија. На Дали телевизија, знаеш што правев? Имав коса, многу бев згоден, обично со 6-7 риби околу мене. Тоа беа 90, ова тие 91. Ако смеам да спомнувам брендови телевизиски од тоа време, што денес не постојат. Колеги, зашто не? Медиумски А1 имаше обид да направи телевизија која ќе биде со приватен капитал, тогаш уште Берлускони не беше влегол во медиумите европски, вака да го расшира малце полето, и сите живееме во еден свет, мада полето на интерес е различно и ми се допаѓа ако луѓето го продолбочуваат во она што ги интересира. Таму, во А1 имав музичка емисија, таа се викаше Булевар и еден супер пијалок што нема да го рекламираме, и беше вграден во самото, ама трикот, ти го кажувам цело во ова, беше бидејќи начинот на изведба со камера беше невообичен. Што е? Го видовме Рей Коукс на MTV. Они беа многу силни MTV, не беше тоа денеска, бидејќи денес има 53 канали, тогаш имаше само еден, израча први 24 сати музика. Таму имаше музичка емисија од Рамо, камера што мрда. И го направивме овде, значи тоа не го прекопиравме, туку пробавме да го направиме, бидејќи во денешно време е лесно да фаќаш зум напред, назад, лево, десно. Колегите знаат, со бета камера, што е 17 кила тешка, најмалце, може и поише, да мрдаш, и ако скокнам назад, ти да доеш по мене, па назад. Вистински имаше луѓе што почнаа да вежбаат за да го реализираат проектот, пошто имавме добар спонзор и тоа беа 90. Тој период го памтам од Ајден, бидејќи ја бев во тие скоро речиси првата екипа. Не може да не зборам дали избегнуваш сега телевизија како медиум затоа што ја чуваш магијата на радиото, знаеш, вака тие што многу да се тоа појави, време, точно. вака ти го слушаат гласот, викаат колку е добар, колку е паметен. Има колку малишани, фино звучи, а вака ако те видат јас нема, без разлика што мислиш за тебе, дали си Не, супер, ти како сакаш доживувај се. Радиото има магија, дека кога го слуша гласот, тој што го слуша прави одредена слика. И точно сум го осетил, сега новите генерации се воодушевено, вчудо невидени, дека имам бела брада. Најголема реакција во купување, во тие општи податоци, неам човек за шопинг или не знам што, таму се сретнуваме со фанови, ако прозборам нешто, обавезно, например, се вртат неколку, па под 18, еве да речем, ама не е тоа добро да ја делам публиката, ама некои луѓе што не ме виделе. Зошто немаш човек за шопинг? Да ти кажам, од корона наваму се искомплицира. Фати некоја лото комбинација во Хондурас. Купи куќа. Мислам дека од време на време доаѓа у Хрватска на одмор, летно време, и си иде негде околу септември која заладува. Тука, он му е многу добар другар и на докторот, што е дел од еден друг проект, верувам ќе го разберем. Да се вака. Да се вратиме на сериозиме малце, да речам. На писта сме, не се секирај, супер. Озбилиме, ага да те прашам, Викса не си од вчера, долго време си во овој радиски простор. Како се издржувам? Не, се зезам, ти го подметнувам прашањето. Подметнато е. Ја повеќе би те прашал каква иднина има радиото со оглед на експанзијата на дигиталните платформи што ги спомнавме пред малку. Види, да, секогаш има една песна која што го отсликува видеото и телевизијата, ама кога биле кога биле дуални, кога на почетокот, барем ја така го гледам, медиумите почнуваат, па негде 60-тите години, ја го немам фатено почетокот, ама
трансформација на слика у боја, па не знам што не, и култура на живење. Сега да ти дам некои податоци. Например, нашите дедовци никогаш не трошеле, например, 2 сата во просек дневно на гледање во монитор. И сега тоа не го поставува, нели луѓе го викаат одма, не, лошо е, добро. Тоа гледање во монитор, ако го израчунаш во просек за 30 години, знаеш колку време е? Многу време. Не ќе да ти направам терет. Меѓутоа, тоа време кое што ти сега, гледајќи во мониторот и зависи што зимаш од него, можеш да го претвориш во ново знаење. Например, правилото е 10.000 сати. Ако нешто правиш, ти си експерт. Можда немаш диплома или не знам како, меѓутоа, знаеш што да направиш за дадена област. Значи да не гледаме више телевизија сакаш да? Не. Телевизијата и радиото си се видоизменуваат. Знаеш што, се трансформираат бизнисите. Например, луѓе што го работат ова, што ја и ти го работиме, имаат многу полесен пристап на сервирање на тоа што си го имал. Порано си морал да дојдеш до радио, сега не. Има апликации кои го коригираат звукот од телефон како да си од студио. Мада имаат корист од новите технологии, секогаш оние кои се веќе влезени во некоја игра и ставаш спойлер, значи не ја правиш цела кола од поново, него ставаш само спойлер кој е клучен. Веројатно во таа низа радиото е комплетно изменето. Има 2 брана на радио и публиката практично можеш да видиш што прави наутро некаде до кај 9:30 сат до 11. После тоа веќе не знаеме што прави нашата публика, односно радиски паѓа, оди на интернет, гледа видеа, чита содржини, нешто прави. Меѓутоа, тие 2 сата просечно се околу 30 години од животов. Така, мислам, сакам да ти пратам и тебе порака, и мене ме шокна малце. Дено еве го видов и сакам да го споделам дека сега не викам да се следат лекции, да се учи нешто ново секој ден, ама тоа што те интересира, има сериозно работи. Радиото е друштво на луѓе што знаат да бидат во друштво. Например, на некои луѓе не им пречи. Мене кога нема звук во просторијата, ми е како да некој пуштил гласна музика. Баш затоа што е тивка и така на тоа. Да, сега ме посети на стариот телефунки на татко ми како ние цел ден слушавме радио, меѓутоа тоа е веќе минато. Да, ама немало интернет, иначе ќе се бил и на интернет и малце ќе си играл, малце ќе си мобилни пракил. телефони, немаше ништо. Добро. Како гледаш на радио понудата сега во земја, богата, разновидна или сиромашна, никаква? Жестоко прашање. Да ти кажам, добро е да ај вака ќе го видиме низ зезање. Тоа што имам да ти го кажам не е баш весело. Луѓето кои сакаат да работат на радио во последниве 5 години се скоро да ти кажам на една рака. Тоа не било никогаш така и секогаш имало луѓе кои сакаат да бидат диџеи. Јас го зборам протокот на Сити Клуб и Метрополис, бидејќи последниве 15 години сум таму, ако не и повеќе. Пошто имам километража пред тоа, после тоа, според мои некои критериуми, ама ова е секако сериозно. Никогаш немало помала потреба да има луѓе во радиото. Например, таа гужва ја нема, сигурно ја приметуваш. Сме сведочеле времења кога во радио се дознавало за да дадеш или земеш некоја информација во однос и со колегија, која сретнам нешто од твој сектор, ти кажувам, ама сме имале недоговорен колегиум. Еве така да го кажеме. Сега е навидум малце побрзо, малце поспоро, се глобализира. Сега мислам дека сакал некел ќе мора бегаш малце сега од одговорот. Дали зборувам вака, вратиме жити се, вратиме, јас си пливам и си возам. Предпоставувам дека слушаш и други радиостаници. Како не? Од разни типови. И сега, нели, има за некој нешто што е шун, за некој можеби не е, и тоа е окей. Не може да е шун, да постои. Видиш, тоа ако има комерцијална вредност, може да ти се допаѓа или не, да го речеме така. Добро, меѓутоа од некој професионален аспект, нели, дали тие што се дали радијава се работат во радијата, луѓето се професионалци кои знаат да анимираат публика, кои знаат да водат дали дебатна емисија, дали вести, дали контакт емисии со слушатели, на кое ниво се сега, да речеме, и од оние што работеле пред 15 години, 30 години. Да бидеме искрени, назадуваме на таа тема, како и на некои други теми. Назадуваме во смисол на сега, види, платите, например, ако збориме за финансии,
Исто спонзори, истата количина на спонзори е, не се истите спонзори, ама количината на пари е таа, според тоа како се живее и дали е тешко, не е лесно. А ова друго што го прашуваш, дали има колеги, мислам дека многу малку колеги се надоградуваат, барем да не навредам никого, меѓутоа мислам дека многу малку колеги со километража уживаат во тоа што го прават. Искрено ти кажам. Ја разбирам се, комплетно разбирам дека ако не е интересно, секој ден на работа и не знам што, ама овој бизнис е малце поинаков од секој друг пишан, снимен, аудио, видео, знаеш, ова уствари секој бизнес. Ако не си за балерина, што сакаш прави, не си за балерина. Значи, не сакаат, мислам дека има општо, модерно е да бидеш нерасположен, модерно е да бидеш малце наљутен на тоа е психолошки исто тоа е, мада не знам. Еве, можда се промудруваме као општество. Јас комплетно сум имал други замислувања за тоа како ќе изгледа светот кога јас ќе имам 50 или 60 или 40 години. И спремен сум за изненадување, ама не... ако ти кажам пример, кој што прави, не им го гледам сјајот во тоа што го прават. Оти не е кешот све. Добро, дипломатски одговор на Виктор Петров Викса. Јас ти благодарам што се согласи да бидеш гостин во подкастот Зошто на Слободна Европа. Ти кажам искрено, домакински се осеќам ем слободен, ем како во Европа и можам само да ти кажам Уште возот да го фатиме. Искрено, возот е тука, близко е на Стара железничка и ќе се сликаме. Не, го трна. Ама тој не одат. Тие возови не одат таму кај што ја и ти сакаме да пинеме. Тоа е друго. Тоа е, види, задачата е тешка. Не викам дека е небитно. Слушаш ли западни радиостаници сега, например? Сега во моментов слушам една супер грчка, една супер швајцарска. Разбираш грчки или? Не, они се диджеи со кои соработувавме на времето за некои джингли. Ниф им е интересно некој друг да ги чита, наши да ги чита, они па ги преработувавме и така. Така, Виктор Петров Викса, се слушаме утре са Бајле, ја ќе те слушам утре. Јас са Бајлечки сум на 947 и на Метрополис. Пази шо приш, се слушаме, а вие почитувани слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Се надам не пропуштив нешто, кликнете на Зошто и давајте ни идеи, теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе ве прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.